во однос на барањето на опозицијата за лидерска средба за предвремени избори. Јас веќе кажав дека прво тоа е неодговорно, затоа зашто да се бойкотира собрание во време на најголема економска криза, во време на војна која се води на помалку од 1000 километри од овде, во време кога цените на енергенсите постојано раснат, во време кога цените на храната раснат, во време кога не може да се обезбеди транспорт на жито од Украина, каде што сите вие ги следите медиумите дека силосите во Украина се преполни, меѓутоа заради тоа што се неупотребливи практично во моментов пристаништата во делот на Одеса, не може да се изнесе од Украина. Во едни такви услови да барате предвремени избори е неодговорно и е само за политички цели. Во однос на лидерска средба може да има, меѓутоа за прашања кои што се стратешки, за прашања кои што значат подобар живот на граѓаните, кои што значат справување со енергетската криза, меѓутоа лидерска средба заснована на уцени, на претење, бидејќи како што гледаме опозицијата, односно председателот на опозицијата одбројува како во некој лош акционен филм, 5 дена, 4 дена, 3 дена и така натаму, таква лидерска средба нема да има. И како што видовте, тоа е ставот и на сите политички партии кои што практично дадоа свој став, па дури и на партии кои што се наоѓаат во опозициониот блок. Дека постои комуникација помеѓу сите политички партии, нормално дека постои, и тоа веќе сум го кажал дека јас имам комуникација со градоначалници на локално ниво кои што имаат интеракција и потреби за решавање на одредени предизвици со владата. Гледате вчера дека се одржа и Жан Моне состаноците на претеничките групи на кои што се разговара за направник, кои што тоа го прават и во изминатиот период и ќе го прават во иднина, и тоа е начинот на кој што треба да функционира една парламентарна демократија, бидејќи да не заборавиме, местото каде што се носат законите, местото каде што се унапредуваат законите, местото каде што преку законска регулатива се операционализираат активности за заштита на стандардот на граѓаните, за поддршка на економијата и за сите други области е парламентот, и не смее да се дерогира работата на парламентот преку одржување на лидерски средби на кои што на политичко ниво без никаква дебата би се разговарале теми од оперативен карактер. И повторувам уште еднаш, кога ќе има тема која што е од стратешко значење за државата, тогаш нормално е да политичките партии представени во парламентот да седнат и да го разгледаат таквото прашање.